Мост на културата помеѓу Македонија и Грција. Како, што се одржа, разговараме во продолжение со од мојата десна страна Андреј Наунов, диригент, и веднаш спроти мене Васко Здравков, баритон. Ги погодив имињата и презимињата. Добро утро официјално. Добро утро, благодариме на поканата и чест ни е токму денеска да бидеме гости, бидејќи пред малку дознавме дека на денешен ден славите 30 години утринска емисија. Дај Боже да си доживувате убави работи во вашата професија, во нешто што вас ви исполнува. Денеска за нас е многу убав ден. Ќе започнеме со тебе, Васко, со оглед на тоа дека веќе искуството и поврзувањето на Македонија и Грција помеѓу поврзувањето во областа на културата и оној мост на културата кој што велиме дека се создаде благодарение на тебе. Так. На кој концерт беа од кај нас македонски ансамбл? Значи вака, има фестивал кој што се наоѓа во Сирос, тоа е остров, главен остров на Кикладес островите. Добро. И Тој е еден од најпознатите фестивали. така да. Фестивал на Егејот се вика. Добро. Фестивал де Егеја. Тоа е финансиран од една од поголемите корпорации американски, Mid America се вика. Директорка е Ейлана Лапелајнен. Таму јас бев пред точно 9 години. Дебитирав со улогата Маруло од операта Риголето. И така започна соработката. Така започна соработката за да дојде на директорката. 25 јули. Така беше? Така да. Да, на сцената на Аполон театарот да настапите. Кој се беше дел, за каква представа станува збор? Колку мина беа на сцената? Станува збор за Лучија од Дилемермур, Доницети. Целиот каст беше од Македонија, со помош на Андреј Наунов, диригентот. Стигнеме до главниот Така, човек кој што го означува почетокот, но и крајот. Го избравме кастингот заедно со помош Така. исто и така и на директорката Елана Лапелајнен. Тоа се солисти од македонската опера и балет. Да. Таа дојде, направивме една аудиција и сите беа супер, сите се покажаа многу добро, беше многу задоволна. Се надевам дека и ни се подготвени фотографиите кои што ги имаме додека зборуваме да ги погледаме како изгледаше. И така доби интерес да работи со нас, заради квалитетот. Заради квалитетот. Така. Колку мина настапија? Се вкупно бевме околу 50 души, цела екипа. Но всушност таа представа колку мина бара на сцената? 100? Повеќе од 100? Па, да, ако е во цел состав. Ако е во цел состав, еве може да ги видиме фотографиите. Значи, Лучија од Ламермур. Од Ламермур, така. Андреј, за каква представа станува збор? Може од твоето професионално око малку повеќе да ја анализираме колку, знаеме ние често да кажеме уметниците колку бара од нас. Бара 100% Всушност, Доницети има напишано многу опери, може би преку 100 мислам дека беа, но Лучија од Ламермур е една од бисерите од неговиот творечки опус. И навистина бара добра вистинска екипа, како на сцената, така и во школката, во смисла на оркестарот, и добра и техничка екипа, зависно од режисерот. Во нашиот случај режисер беше самата директорка. Настапот го оценуваат како грандиозен настап? Тоа е една критика на некој си ние не знаевме дека бил во публика, некој критичар светски кој што пишува за Opera Today, за New York News, и ние не ни знаевме. Тоа е лично негов став и баш токму тоа е објавено и во Opera Today, како се викаше другата, она опера, друг еден портал кај што независно од нас, значи без никакви... Во кој што светски критики се споделуваат. Апропо таа критика, тој ја споредува нашата продукција на Лучија. Во малку 2 недели подоцна бил во Италија на некој сличен фестивал и се малку нескромно ќе звучи, ја споредува нашата многу пограндиозна, иако со помал скратен состав, затоа што можностите биле тие. Техничките можности на самиот Аполон театар, кој што го викаат мала скала, односно по негов терк е направена после и Миланска скала во Милано, дозволува толкав ансамбл.
И во сето тоа ние моравме да скоцкаме и на сцена да има хор, бидејќи самото Да дело... собере. Да, за да може да ве собере и внимателно да изберете кој се треба да учествува. Да. Оркестарот мораше да биде скратен, а заради тоа мораше да се направи реоркестрација, која што ја направив и јас, бидејќи не дозволуваше целиот оркестар од 60 души да биде вместен во самата школка, но изборот од тие 25-26 луѓе што беа, на вистина беа избор, да не речам, кремот од нашите колеги. Морам да ги поздравам, да и се заблагодарам јавно, затоа што беа одбрани најдобрите од нашиот оркестарски состав, од нашиот оркестарски ансамбл при Македонската опера и балет. Ќе се навратам повторно на почетоците во 2014 рековте дека првиот. Колку се промениле работите во тој фестивал? Колку мина зема учество сега со оглед на тоа дека може да забележам дека е проширен составот и на држави кои што биле таму? Видите, 2014 беше во полн ек фестивалот. После, нели, короната фати. Да, се разбира, се имаше застој. Да, и се намали. Имаше некои проблеми, нели, маски и такви работи. Иначе, в 2014 имаше многу повеќе. Имаше ораториуми, имаше SPF со познатиот композитор Џон Рутер од Англија. Mass of the Children се вика ораторио. Самиот тој беше таму присутен на островот. Тој го диригираше концертот. И имаше состав од, не знам, од 120-150 души хор, оркестар, многу повеќе луѓе, нели? Да. И се намали, ама сега успеав јас со многу помош од колегиве да и помогнам на Ейлана Лапалајнен да го врати фестивалот во полнек со целосен ансамбл. Точно и со вашето присуство таму, ако музиката е таа која што клучен фактор кој што го гради мостот меѓу народите. Андреј, што значи ваква соработка? Всушност, мостот го изградивме меѓу Македонија и Грција при продукција на гала оперски концерт во чест на раѓањето на 100 години од раѓање на најголемата оперска певица на сите времиња Марија Калас, која всушност е и гркиња. И тие навистина добро го чествуваат нормално секој јубилеј, затоа и така и почнавме разговорот. Секој јубилеј е многу драг, особено 100 години. И ние ја имавме можноста да се фузираме оркестарот наш со Атинска филхармонија, да диригирам јас на големиот плоштад во Сирос, каде што имаше на Аполон Платија, плоштадот, да. Значи, во Аполон театарот се одржаа 4 представи од Лучија ди Ламермур. 16, 18, 20, 22 јули одржавме 4 представи со исти кастинг, што е навистина за пофалба. Јас сега како диригент сакам, тука е Васко, но да се заблагодарам и на Наде Талеска и на Никола Стојчевски, Јане Донимагловски, целиот кастинг, бидејќи навистина е захтевно. Па да, затоа и дел од критичарите велат дека изведен е програмот железниот репертоар. Така е, Лучија де Ламермур спаја во железниот репертоар на сите оперски куќи, е неизоставена опера во секој репертоар од оперските куќи, затоа, а од друга страна е изузетно тешка за изведување. Не само како јас зборувам како диригент или за оркестарот, туку напротив на сцената. И тоа сакав да го прашам. Да, напоредно, да, сакав Васко да го прашам. И од другата страна, кога ќе се даде знакот? Да, колку бараше од вас? И како влеговте во целиот тој процес, рамо до рамо со работниците, да кажеме, веќе од друга земја, друга култура, друг начин на мелост, друг начин на работа? Како се согласивте? Лесно, тешко, исто и до Андреј, исто добро. Знаејќи ги нашите односи со Грција, првично беше очекувано дека може би малку ќе имаме отпор, но тоа беше само првиот ден. После тоа, луѓето сватија дека тоа е уметност и токму за тоа... Тука не треба граници. Затоа и таков насловот. Дека моќта на судбината го гради мостот меѓу народите. Без разлика на етникум, на вера, на боја на кожа. Едноставно, кога градиме ние едно уметничко дело, се даваме внатрешно од себе и во тој момент сите бариери, мислам, дека паѓаат на едно човечко битие. Затоа оваа соработка е од големо значење, затоа што јас сум повеќе од 20 години во Националната опера и балет, а 30 години активно се бавам со музика и досега немам слушнато дека некоја ваква соработка, особено со Грција. Чувството беше многу бе возбуден. Јас кога го видов,
посебно Андре кога застана да диригира со мешан, знаете, македонец грк, Да. еден до друг. Да. И јас се возбуд, не знам он како се чувствуваше, ама Така е, навистина е пријатно убаво тоа чувство, чувство, знаеш. да. Значи, Затоа што- пријатно чувство, но и голема одговорност. Така е, Така, првично одевме сите со предрасуди како сето тоа би изгледало и дали може би Мислам ќе има дека нема отпор. никој предходно. Не сме Доси- слушнале, затоа е такво воодушевување и затоа и поводот за денешното гостување. Да, и навистина, значи, концертот на плоштадот на Платија беше прекрасен, имаше по мое преку 1500-2000 луѓе и нормално ја чествуваат Марија Калас и со големи воодушевување, големи аплаузи не испратија од сцена. Едноставно, јас Сакам како да диригент напоменам за македонец. Сирос, за островот, за гледачите, да го посетат, поради тоа што тоа не е типичен грчки остров. Никогаш не е бил освоен од Отоманската империја. Тоа е како еден вид заштитен остров од италијаните и е граден според италијански архитектури, така? И сите градби немат никаква поврзаност со Грција. Затоа веројатно е толку и специфичен. Да, еден од постарите острови. Со оглед на тоа дека постојано вашата работа се надоградува, се постигнуваат успеси, ќе искористаме ви на крајот сме од гостувањето. Засебно да ве прашам, имате постојано сте на сцената. Може ли ништо да најавиме? Да не јавиме нешто? Сега ќе иде Травијата, така? Лучија беше актуелна, ајде сега што ќе иде следно? Васко имаше улога сега во Лидија од Македонија, сега наредно Да, Лидија морам да исто откријам, така. ќе биде Тореадор Ескамелио, да. во Кармен. Добро. Така. Во Травијата има нека Барам. улога. Така, а мене Андре е тука, Андре е тука цело време присутен, да. Андре е секогаш во позадина Треба ли на некој пејачите. знакот да го даде? И не само тоа, јас првично сум вработен во Македонската опера и балет како корепетитора, тоа значи Така, човек кој да што не, тој нема да сме се спремни до ние. сцената е моја работа. Така, Кога да. ќе се дигне завесата, ако сум во школка, сум диригентот, ако не и некој друг диригент да е, сите работи претходно се подготвени од корепетиторот во студио или на сцена, сметајќи на индивидуални, режиски и ансамбл проби, тоа проаѓа се преку раците на корепетиторот. Така да за мене останува нон-стоп обврската во Најодговорната работа, ајде сега тоа е тоа. Да. Да, но паралелно имам некои други проекти. Најавувам еден оперско пијано ми се вика рецитал, кој што после тоа извесен период ќе настапам и солистички, затоа што не можам да кренам глава од солисти и од хорски ансамбли и инструментални Тоа ансамбли. беше добро, да. Секогаш сум некако како во позадина, односно пратња, како што Да, велат. да. Сега планирам еден солистички концерт. Заслужено, па заслужено. Но за тоа ќе позборуваме. Има уште малце време. Има простор кај нас да зборуваме и во следно видување. Ви благодарам за гостувањето денес. Благодарим Благодариме уште за поканата и на одвоеното време.